најкарактеристичните особини на децата и особина која што дефинитивно доминира во детскиот развој е токму љубопитноста. Како љубопитноста се развива, меѓутоа и кога таа настанува, низ кои се фази поминува, како детето се открива себе, како ги открива другите и секако како ги открива реалните предмети и како ги представува преку кои својства, впрочем детето ги препознава предметите од својата околина. За сите овие нешта, меѓутоа и за техниките и современите методи преку кои што се развива детската љубопитност, ќе зборам со моите денешни гостинки Ана и Александра од едукативниот центар Smart Lab, а тие ќе ни објаснат зошто е важно да се користат впрочем едукативните центри како алтернативна солуција во образовните цели и што се може да се стекне како знаење и вештина во едукативните центри и за која наука повеќе децата се одлучуваат во најмалата возраст, дали се тоа природните науки или апстрактните општествени концепти и на кој начин впрочем едукаторите успеваат сите овие задачи и сите овие за децата можеби и недостижни, апстрактни, неразбирливи знаења да им ги пренесат во за нив разбирлив јазик и тоа токму преку забавата и играта. Останете со нас во продолжение и проследете го нашиот денешен разговор. Ана, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостинка во емисијата Мој збор. Имено денеска разговараме за една многу интересна тема и морам да признам на моите гледачи, за мене нова, верувам дека и за оние што следат емисијата Мој збор прв пат можеби ќе се сретнат со ова тема што денеска ќе разработуваме. Јас во изминатиот период сум имала гости од областа на педагогијата, психолози, дефектолози и така натаму и сме обработувале некои теми кои што се врзуваат потесно со развојот на децата, меѓутоа прв пат имам гостинка со која што ќе зборам за она поисконското кај децата, нивната радозналост, љубопитноста и истражувачкиот дух што вие тука во Smart Lab ја негувате. Колку е важна таа радозналост да се негува кај децата и кога ти како едукатор забележуваш дека првично се појавува таа? Добар ден, Магдалина. Најпрво да те се заблагодарам за можноста да бидеме дел од вашата емисија. Според нас, мислиме дека љубопитноста кај децата е еден многу важен сегмент, особено во нивниот развој, затоа што со секое прашање зошто, како, што, тоа влијае на размислување, на критичко решавање, на одлучување и затоа влијае во целиот процес на нивниот развој и учење. Затоа според нас е клучно уште во најрана возраст да се поттикнува тој истражувачки дух, особено кај нас, значи ние се посветуваме на тоа постојано да им ја поттикнуваме таа љубопитност, сами да се обидуваат да ги решаваат работите, сами да ги прават експериментите, опитите и се останато, за да може нели на тој начин да се развиваат и да учат побрзо и полесно. Александра, ти благодарам што ќе говориш за гледачите на Мој збор. Верувам дека и за нив доста интересна тема како и за мене. Јас, како што реков и претходно, се среќавам, ова е новитет за мене, се среќавам прв пат и навистина сум воодушевена од резултатите што ги постигнувате со вашата работа и можам да кажам еден иновативен и сосема алтернативен начин како децата да се воведат во една стандардна дисциплина како што е науката, затоа што верувам и на возрастните луѓе има многу тешко да ги разберат научните парадигми, а што да останува нели што да кажеме за децата. Меѓутоа, која е таа пресудна возраст кога дечињата доаѓаат и се обраќаат кај вас? Постои ли некоја возрастна граница од кога може да се почне и до кога може да се работи, еве ти како едукатор, со која возрастна група на деца најчесто работиш? Ти благодарам на поканата. Добре дојдовте во нашиот едукативен центар. Како што и беше наменето прашањето, од која возраст најчесто сите се прашуваат започнува љубопитноста, односно моментот на истражување кај децата. Јас би одговорила уште од најрана возраст, односно од бебешка возраст, кога
бебето, односно детето почнува да допира со бебешките сетила, јас би кажала, значи со рацете, со очите, со првиот допир, првото чувство или на истражување започнува токму тогаш, меѓутоа најголем интерес за активно истражување кај децата, односно експлозијата или ајде да кажеме така да наречениот бум на истражување, односно на љубопитност, се јавува од 3-та до 8-та година кај дечињата. Зашто? Затоа што тогаш мозокот е најгладен за одговори, најгладен за истражувања. Децата поставуваат чудесни прашања и бараат најразлични одговори, па во тој период би рекла дека и дечињата се мали истражувачи кои тежнеат и бараат, нели, јазикот веќе им служи како нивна алатка за прашување и бараат милион одговори на милион прашања кои истите ги поставуваат. Па затоа во тој период најубаво е децата да им ја дадеме слободата која што им е потребна, да не ги ограничуваме, туку напротив, да бидат своји. А наша работа тука како едукатори во нашиот едукативен центар е да ги насочиме, односно преку структуриран пристап, да ги насочиме преку игра и забава да дојдат до научни истражувања, односно истражувачкото учење да им го направиме да биде забавно и интересно за истите. Главната движечка сила за учењето и развојот на децата е нивниот апсорбирачки дух, што се рефлектира во нивниот природен интерес за актуелните настани и нешта, желбата на децата да го откријат светот околу нив, меѓутоа и склоноста кон најразновидните активности. Покрај љубопитноста, најдобар потик за активност и развоен мотив е доживувањето на задоволство поради успехот по надминување на препреката, надминување на неусогласеноста помеѓу она кон што се стреми детето и она што е способно во одреден момент. Што се однесува до развивање на љубопитноста, една од најкарактеристичните особини на детето е неговата љубопитност, односно неговата склоност кон чудење. Ова особина се потпира на мотивот за учење. Природната љубопитност на малото дете во однос на светот околу него е еден од најважните мотиви за неговото учење и развој. Овој мотив се изразува во неговиот интерес за актуелните настани и нешта и желбата да го открие светот околу себе, во склоноста кон различни активности и стремежот да ги подобри своите вештини и способности, како и во потребата за различни форми на изразување, особено преку играта. Кога детето ќе ви постави некое прашање, трудете се да го најдете одговорот на секое негово прашање, бидејќи на тој начин ќе ја одржите љубопитноста. Кога детето почнува да им поставува прашање на возрастните околу него за работите што ги гледа и сведочи, причините, појавите и начините, тоа значи дека го напуштило периодот кога главно се потпирало на сопственото искуство и дека се заинтересирало за искуствата на другите. Дека тргнало да го освои, впрочем, светот на возрастните, односно големиот свет. Многу детски прашања се всушност хипотези кои детето ги создава за околината, односно за реалноста, за функционирањето на нештата и за суштината на појавите и процесите. И ги проверува токму преку одговорите на возрастните. Видовите прашања кои започнуваат со што, кој, каде, како, зошто и така натаму сведочат за развојните когнитивни интереси на детето. Како родител и некој кој директно влијае на менталниот развој на вашето дете, никогаш не дозволувајте да го задушите интересот и потребата на детето за знаење. Детето некогаш не треба да му се даде одговор, меѓутоа и не треба да му се одбие. Едноставно бидете искрени. Доколку не го знаете одговорот, потрудете се со заеднички сили да прочитате и да пребарате се со цел да го најдете решението на загадката што ја поставува детето. Многу е важно родителот да покаже добра волја и интерес за се што детето ќе побара од него. Не сме да се срами од своето незнање или несмасност затоа што некогаш не треба да се смееме и подценуваме за сето она што детето ќе ни го постави како прашање и покрај тоа што во тој момент
Тоа прашање можеби за нас возрастните изгледа апсурдно. На децата исто така им треба и имагинација, односно истражувањата покажуваат дека љубопитноста, која е особено изразена во детството, помага во развојот на когнитивниот механизам на мозокот. Премногу телевизори, екрани, играчки на батерии или други гаджети може да го прекинат овој многу важен развој. Последиците се забавен процес на имагинативен пристап кон решавање на проблемите, самиот недостаток на креативното размислување во кое децата навистина се исклучително добри. За да се развие когнитивниот механизам на малото дете треба да му се дозволи, исто како и на постарите деца, слободно да ги движи работите околу него, само да ја прилагоди играта на неговата извонредна имагинација. Затоа картунските кутии, пластичните контейнери, лего коцките, но секако и куклите, мечињата, количките, багерите, автомобилите, дури и миленичето се многу интересни играчки за децата. Бидете внимателни во изборот на играчки за вашите деца и бидете што е можно покреативни во создавање на синтетичката интелигенција кај децата, па затоа лего коцките или некои коцки од дрвен материјал кои што се составуваат отпосле се навистина од голема помош за децата во развојот на нивното апстрактно мислење и создавање на синтетичка врска помеѓу деловите во една целина. Неуспехот треба да го претворите во мотивација. Карактеристично е и тоа што децата не сакаат да го признаат својот неуспех, но се обидуваат и да го сокријат, да го оправдаат, да ја потцрнат можеби важноста на задачата, да го свртат вниманието на други работи, да се тешат со сеќавање на претходни успеси или дури и да го откажат она што се случило и да го негираат. Децата се обидуваат да избегнат неуспех, например да прекинат акција за која станало очигледно нека нема да заврши со успех, да ги сменат правилата на неговото извршување, ставајќи се во поповолна положба и така натаму. Со зрелост, таквите постапки водат до начин на реагирање, што не е само излез од непријатна ситуација, туку и подобрување во однос на претходните начини на однесување, до обновен и засилен напор во следниот обид со кој може да се надмине конфликтот. Неуспехот никогаш не треба да се третира како пат на детето, туку како нова можност да се постигне нов успех, само доколку се применат нови техники кои што ќе донесат до истиот. Исто јас сведок бев дека дечињата тука што доаѓаат навистина се користат со различни техники кои што веројатно им помагаат во нивниот психофизички развој и многу потсетува, да речам, на науката или можам да кажам слободно дечињата како да си играат тука наука и доаѓаат во една природна средина. Сега кои се техники најчесто ги користите? Спомна опитите, експериментите и така натаму. Дали децата учат низ игра, што обично им се предлага, што се користи како вообичаена пракса кај вас? Во Smart Lab користиме едукативни и интерактивни истражувачки методи, како што се дел од природните науки, експерименти, лего активности, проектирање, градба и нормално STEM модулот ни е тука опфатен. Децата се трудиме самостојно да ги изработуваат сите испланирани активности, со тоа што понекогаш некои одредени активности треба да ги работат во мали групи, па да може како некаков мал надпревар да се направи помеѓу нив и гледаме да не им помогнеме ние да го направиме заедно, туку само да ги насочуваме како они треба правилно тоа да го направат. Спомнавте дека доаѓаат во една многу пријатна и опуштена атмосфера, тука нема на нашите часови и обуки викање, меѓутоа гледаме пак да има некаков воспитувачки однос. Секогаш ни е пријатна атмосфера, знаеме никогаш да се пуштиме и тивка релакс музика за да го потикнуваме нивното размислување и преку тој начин. Веројатно ти како едукатор си поставуваш
цели за тоа кои треба да се исполнат услови, да речам, или кои задачи треба да се исполнат за децата, да кажеш дека конечно може да излезат како, ајде да речам, готов проект во некоја фаза од лабораторијата, од ова што го работите. Кои се целите што најчесто ги поставуваш? Што сакаш да постигнеш? Или која е таа карактеристика што сакаш да ја видиш кај децата што работиш, за да можеш да кажеш дека имаш успешна работа со деца како едукатор? Значи, кај нас, односно, еве, како едукатор во нашиот едукативен центар, би сакала да кажам дека наша главна цел, односно, нели, фокус кон кој што се движиме е дечињата и да ги научиме како да учат. Наша цел е да ги научиме да размислуваат, не да запаметат, да бидат креатори на своите мисли, да ја истражуваат, односно да исплива на површина нивната љубопитност. Значи, наша цел е да се обидеме да ги научиме да ја поврзат љубопитноста и истражувањето, да ја поврзат науката и технологијата, заедно да можат да во тимски дух да работат, да бидат, да си ја надополнат самодовербата. Тие се нашите главни цели и фокус фактор во нашиот едукативен центар, со кој што ние навистина се гордееме, а тоа се децата да имаат развиено својата логика, се обидуваме да ја развиеме емоционалната интелигенција кај дечињата, да ја кренеме на многу повисоко ниво, бидејќи во овој период, во ова наше општество, навистина треба да се работи на тој дел од нашето обкружување, да бидат сигурни во себе, меѓутоа да знаат и да работат во тим, да го разбудиме нивниот тимски дух, да си ја кренат самодовербата на многу високо ниво, бидејќи нели самодовербата се гради уште од многу мали нозе и за нас тоа е еден од најглавните причини зашто ние постоиме и како што и самите кажуваме во Smart Lab, љубопитноста добива крилја, а децата се нели најголемите изумители, односно тука се раѓаат нашите најголеми идеи, проекти и напротив, не се плашиме од хаосот кој што тука се прави и се случува, нели? Тоа е нешто што го сакаме, затоа и сме тука за сите дечиња, за да бидат нели среќни, задоволни, исполнети и нивната насмевка е нашето нели главно мото. Едукативните центри се сосема нов и современ начин на работа со децата и тоа во неколку аспекти. Развојот на децата, стекнување на знаења, подготовки за школскиот систем, создавање на прифатливи социјални и хигиенски навики и секако социјализација и интеграција на децата во врсничките групи. Наместо традиционалните форми на образование, едукативните центри во својата работа применуваат методи и техники кои комбинираат забава, игра, интеракција и учење, поради што децата имаат поголеми можности да работат на усовршување на сопствените вештини и програмите се специјализирани и прилагодени на индивидуалниот развој, наместо класичното образование која следи во возрастната група. Едукативните центри во комбинација со класичното образование може да помогнат во комплетно градење на личноста на детето, но и градење на неговите вештини, всадување на оригиналност и потикнување на критичкиот дух. Денеска тие се една од најпосакуваните алтернативи за образование за децата, а се поголем број родители се одлучуваат да ги посетат токму едукативните центри доколку забележат дека нивните деца имаат потреба од дополнителна поддршка во учењето и совладувањето на наставниот материјал или развојните цели. Претпоставувам дека има разлика во позиционирање на односот помеѓу истражувач и педагог. Ти спомна веќе дека гледате да има и некоја воспитан однос со децата и да се изгради некој тип на авторитет се да можат нели со цел да ве следат. Меѓутоа, која е улогата на едукаторот, на истражувачот? Колку е тој присутен? Дали е само водич? Дали е некој кој што им помага на децата, им дава насоки? Како функционира малку повеќе природата на односот едукатори деца кои што доаѓаат кај вас во вашата лабораторија? Вака, сега значи кај нас едукаторот најчесто е и водич, и поттикнувач, и инспиратор. Значи, тоа е тој што се труди да ги води децата низ целиот процес,
Многу често знаеме да слушнеме дека од децата, ама јас ова не можам, ама мене ова ми е тешко, како да го направам. Тука веќе пробуваме да го инспирираме и да го поттикнеме да се потруди сам дека може. Меѓутоа, секогаш сме тука па ако навистина има некаква потешкотија да му помогнеме и затоа мислам дека ние како едукатори тука го опфаќаме целокупниот тој процес. Со тоа што се трудиме да не дадеме готов одговор, туку да ги инспирираме и поттикнеме децата самите да размислуваат, самите да дојдат до некој одговор. Тука најчесто секогаш слушаме најразлични одговори, секогаш се трудат скоро да кажам сите дечиња да дигнат рака, да си го кажат своето размислување. Според нас нема неточен одговор, подобро е што се трудат и размислуваат, па потоа од сите одговори што ќе ги добиеме, нели го формулираме точниот и конечен одговор што треба да го имаме. Со тоа што ги поттикнуваме, они многу се чувствуваат послободни за да може да си ја искажат својата креативност и досега се покажало дека навистина многу добро влијае во целиот тој нивен развој. Верувам дека вие како едукатори имате своји очекувања, меѓутоа и дечињата што доаѓаат кај вас во едукативниот центар и ти имаат некои своји преференции, желби, афинитети и така натаму, нели секое дете е различно, има некој индивидуален и собствен пат кој што го оди. Кои се можеби најчестите или типични барања што ги имаат дечињата кои што доаѓаат кај вас? Дали се повеќе склоности кон природните науки затоа што таму се случуваат некои разиграни игровни моменти, или можеби повеќе е тоа склоност кон некоја игра, логички задачи, цртање, уметност? Какви се твоите искуства, да ги споделиме со нашите гледачи? Како што напоминавме предходно, во нашиот центар буквално работиме од сите сфери на нашето обкружување, меѓутоа најголем е интересот кога дечињата ќе дојдат и бараат да бидат мали истражувачи, односно глумат мали научници, тогаш интересот, можам да кажам слободно, најголем кај сите деца. Природните науки исто така имаат голема застапеност за голем интерес кај дечињата, меѓутоа сето она што е кај нас како магија, како научни експерименти, слободно можам да кажам кога го имаме тој вау ефект кај децата, секако тогаш и се најсреќни и е нешто што е најбарано кај нас. Морам да напоменам дека нудиме најразлични забавни активности за сите дечиња од 4 годишна возраст па нагоре до 12 годишна возраст. Меѓутоа, најчесто се застапени роден дените, можам да кажам слободно во последно време, бидејќи никако како наше во Скопје да има потреба од вакви едукативни и забавни родендени, бидејќи децата, сакаат забава, меѓутоа сакаат и преку учење нешто да искусат ново, да истражат, што нас многу не радува тој факт. Сепак има забава, меѓутоа имам и мала доза на наука, на дружење, на забавни моменти кои што секако правиме незаборавни родендени и секако тоа е и нашата цел. Морам да напоменам дека имаме многу различни активности, односно теми за кои што децата можат да си одберат во било која сфера на заинтересираност се во таа моментална возраст во која што се дечињата, така да секогаш сме отворени, дури никогаш доколку детето има конкретно некоја желба, а моментално не се нуди во нашиот едукативен центар, никогаш не сме вратиле, односно не сме скратиле ничија желба, напротив, правиме се и од невозможното возможно да направиме детската среќа и радост да биде задоволена и сите заедно среќни да си заминат од родендинската забава. Морам да напоменам дека имаме и многу едукативни работилници,
се обидуваме да бидат што почести кај нас во центарот. Секако да не ги заборавам и соработките со нашите соработници. Навистина се трудиме секој пат да направиме нови соработки со многу наши нови пријатели, секако си со цел да дојдеме до нови знања и ние, и децата. Да, нашиот центар, секако, како што напоменав, покрај роденденските забави, нуди и едукативни работилници, да не го заборавиме и моментот за нашата годишна програма за сите дечиња наменети кои што сакаат да посетуваат редовна годишна програма, по STEM модулот, како што напомена и мојата колешка. И моментално од голема заинтересираност морам да го напоменам курсот, односно подготовката за првачиња, која што имаше на многу голем одзив, односно заинтересираност кај родителите. Дури навистина ни изненади интересот, бидејќи дечињата навистина имаат потреба од подготовка за новиот почеток што ги чека во септември. Да се биде едукатор значи да се постават воспитни цели, меѓутоа и да се биде на рамноправно ниво со детето како би можела да се изгради однос на отвореност и слобода и детето секако да може да ги постави сите прашања кои што го засегаат без да има чувство на срам или чувство дека нешто греши. Децата не сакаат неуспех и затоа строгите едукатори или едукатори кои што користат премногу прекор кон децата можат да бидат дистантни и на тој начин да им создадат некоја несигурност на децата, а самодовербата е клучна во потрага по нови знања и многу е важно неуспехот да се претвори во мотивација, како тоа да се направи секако го знаат добро искусните едукатори кои што работат со децата. Навистина едукативната работа, односно работата со децата е многу прецизна и затоа едукаторот треба постојано да биде буден, внимателен, меѓутоа и да има многу повисок праг на толеранција отколку што имаат обичните луѓе. Вие следевте мојата денешна емисија која што е посветена на едукативниот центар, односно на развојот на децата преку алтернативни образовни модели и методи, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме!